Здраво на сите, добре дојдовте на уште еден подкаст на каналот Татунчо. Благодарност до 2840 претплатници кои што го следат и го поддржуваат каналот Татунчо. Благодарност до 28 членови на каналот и благодарност на моите гости кои што доаѓаат и заедно со мене го прават овој подкаст колоритен и интересен. Денес за прв пат моја гостинка ќе биде Елена Ставреска Безва. Елена, добре дојде. Така е, фала ти многу. Фала ти што ми го испочитува тоа безва. Драго ми е што сум тук. Сега, бидејќи си прв пат овде, ќе почнеме од тоа. Јас не те представив како, не знам, едно, друго или трето, значи не употребив титула и мислам дека тоа е нашиот почеток на разговорот. Зошто во денешно време, кога се повикуваат луѓе на подкасти, кога се повикуваат луѓе на гости, е многу важно соговорникот не да има што да каже, туку да има титула да донесе на масата, која што на некој начин би била доказ за авторитет. Мгм. Така. Значи, како би се представила себе си? Значи, знаат луѓето дека се бавам со многу работи Мгм. и најчесто им е тоа збунувачки, онака не знаат како да ме дефинираат, најверојатно. Јас би се представила како човек што максимално се труди да е автентичен, се следи себе, ги следи своите афинитети, своите таленти и своите потреби. Инаку, значи, сум дипломиран сликар, по професија, по звање, да речеме. Се бавам со изработка на уникатен рачно изработен накид со техника филигран, претежно. Инструктор сум по Тајчи Чуан во клубот Фейлонг, под овакво генерален секретар на Македонската Вушу Федерација и исто така сум вокален интерпретатор, пејач. Сега, како би ме дефинирале мене другите луѓе, не знам. Често пати знаат да ме прашаат луѓе во стил: добро, шо ти е тебе филмот, Елена? Не знам, во многу филмови сум од многу различни режисери. Не би знаела да кажам кој ми е точно филмот. Тоа што ми е во моментот приоритет и задоволство да го работам, тоа го работам. Значи, сите тие, да ги речеме, различни полиња, навиду неспојиви, за мене се и те како спојиви, затоа што заедничко им е уметничкото, уметничкоста, артот. Значи, било да се работи тоа, значи, за визуелна уметност, применета уметност, уметност на војувањето и на движењето, martial art, или пак музичка уметност. Тоа е, да речеме, ги сплотува сите тие активности кои што ги работа. Па ете, тоа би била една така целина, гешталтистички, како да ја сврзам. Во случајов на подкастов, јас мислам дека одбрав црни фигури и дозволив ти со белите фигури првин да ги направиш првите потези, затоа што како и да те дефинира во најавата, убеден сум дека ќе направев грешка. А ова со различните аспекти на уметноста, на естетското, ме подсети на изразот на Кюбрик. Тој е врвен режисер, а специфично за него е дека во ниеден филм не се повторува нити жанровски, нити стилски, нити, значи во секој филм почнува од почеток и гради нови работи. Ликовната уметност во она потесна смисла на зборот, која е твојата кој е твојот занет во ликовната уметност? Ќе ти илустрирам зашто го поставам вака прашањето. Микеланџело бил се сметал себе си за скулптор и кога му нарачувале работи како Систинска капела, го одработувал тоа како занаетчија. Знаел да слика, ама никогаш не му било нити задоволство, нити сметал дека е нешто важно тоа што го прави, креирајќи ремек дела. Така што, како себе си се дефинираш, како мајстор на четката или како нешто друго? Интересно прашање. Не сум се посматрала така под некоја дефиниција. Има сликари, например, еве, јас, нели, сум сликар дипломиран, кои што, како да кажам, ги инспирира повеќе формата, цртежот. Мене ме инспирира бојата. Јас сум колорист
Па еве би кажала дека тоа е примарно она што ме интересира, инаку моментално сум нели навлезена во дизајнот. И тоа е тоа што на вистина, како да кажам, внатрешно ме дрма, буквално, значи ме двигател ми е. Така размислувам. Буквално размислувам во некои форми и бои, да речеме, и исто така примарно едно изразно средство кое што ете не сакајки така ми е возбудливо, е контрастот. Поготово комплементарниот контраст, значи две различни крајности. Затоа и брендот ми се вика Димензија Елф. Влечам инспирација од она самовилското, бидејќи самовилите сами по себе се еден спој на две крајности. Од една страна ги знаеме како нешто што е нежно, кревко, нели, представени се како млади битија, млади девојки, млади момчиња, значи кревки битија. Од друга страна, застанем на патот, наштети му на природното окружување, на природата која што е нели нивна мајка, нивниот хабитат, ќе го видиш ѓаволот, најверојатно, нели, знаеме сите оние македонски преданија кај нас, посебно во родното место на мојот покоен татко, во Горна Дебрца, има многу преданија, многу приказни, дури некои ги раскажуваат како вистинити случаи што им се случиле, поврзани со тие митски суштества, самовили, и ги сметаат за нешто што е, како да кажам, нешто многу снажно, force to be reckoned with. Значи, нешто кое што е навистина опасно, доколку се пресретне со погрешна мисла, погрешна намера во погрешно време. Така што, ете, некоја нежност, кревкост и опасност и снага во исто време сплотени. Така што, ете, контрастот е еден од оние елементи и ликовни принципи кои што навистина ме инспирира за творештво. А дали не е претерана храброст и да не речам дури лудост да се оди во правец на колоритност, особено колоритност во дизајн, а во модерно време сведочиме сведување на сивото како основен израз. Значи, еве, сум размислувал за боите на колите. Сведени се на црни, бели, евентуално сиви. Различни нијанси на сиви. Да видиме, да речеме, не знам, тиркизна боја, секојаш ќе помниш што е ваква боја, или зелена, или не знам што. И не само тоа, мој впечаток е дека светот станува многу униформен и монотон. Како во тој униформен свет се вклопува твојот бунтовнички, да речеме, колоритен израз? Така. Знаеме дека нели филјан се изработува со сребро и среброто си има одредена нијанса, како да кажам, светло-сива. Меѓутоа, јас обожувам во дизајните да вклопувам и полудраги камења. Обично ги бирам оние што се најколоритните, значи црвена боја, јако зелена боја. Лабрадоритот ми е еден од омилените камења затоа што тој ги вклопува во себе сите бои на виножитото, се прелева буквално. Значи, магично ми изгледа таа комбинација на среброто, кое што е неутрално, нели, една неутрална боја со сјај, и начинот на кој што таа го истакнува колоритот и убавината на самиот камен. За дизајнот тоа што се случува е навистина разочарувачки, во смисла се добива впечаток дека и преку дизајнот се прави една дехуманизација. Например, ако ги погледнеме дизајните еве на било што, на градбите од 18-тиот век, раниот 19-ти, раниот 20-ти век, ќе видиме дека има една, како да кажам, една драж во таа архитектура, во дизајнот на мебелот, значи сето тоа има во исто време и човечка
и величествена димензија. Значи, во дизајнот во денешно време сметам дека фали мерак. Сето тоа е толку индустријално, машински, ладно, минималистичко, на некој начин, значи се како да прибегнува кон она што сега веќе почнуваме да го живееме, вештачка интелигенција. Буквално ми мириса на дехуманизација сето тоа. И, например, со што се соочувам јас како дизајнер? Обично се случува да ми побараат нешто, па јас би сакала нешто мало, така, малечки обетки, нешто нежно, нешто, не знам, така, незабележително. Не правам јас такви дизајни. Значи, некај мене, можеби на друг дизајнер тоа му одговара. За мене тоа не е доволен предизвик, дизајнерски. Значи, например, не знам, оние алки Пандора што се сега актуелни, значи, сребрена алка во форма на јаженце и на нејзе закачени привезочиња, чармчиња со некоја различна форма. И сето тоа, значи, наведуме, како да кажам, кастом за секој различен клиент, меѓутоа, кога ќе го погледнеш вака оддалеку, сите тие алки изгледаат униформно, унифицирано. Таа е формата, тоа е шаблонот. Јас тоа лично не го разбирам. Значи, јас би сакала, кога носам накид, да може од 10 метра да се види дека е нешто комплетно, уникатно и различно од се до тогаш што виделе. Значи, обожувам така да се изразувам и сакам накидот кој што јас го правам да оддава таков впечаток. Значи, ова нешто на ниедно друго место не сум го сретнал. Ова е тоа. Тука доаѓаме до оној момент што се нарекува провокација во на естетска смисла. Значи, колку е важно елементите на уметничкото дело, еве конкретно дизајнот, да содржат ниво на провокација која што треба да го скокотне окото на гледачот, да ја разбуди естетиката и да го практично да ја реализира целта со која е направена, тоа да привлече односно да зрачи се убавина, односно да привлече естетско набљудување. Така. Што се однесува до провокацијата, јас би го нарекла повеќе автентичност, автентичен израз отколку провокација. Треба да биде одраз на себе и одраз на тоа што сакаме ние да го изразиме како дел од себе, како нешто што го носиме, како некоја светлина што ја носиме во себе. Тука, значи, треба да се поклопат со идејата и дизајнерот и самиот клиент, побарувачот. Јас сакам да соработувам со луѓе кои што добро си го познаваат вкусот и знаат точно што бараат. Значи, многу е битно за оваа работа да познаваме што всушност ќе ни стои и со што можеме да се носиме. Затоа што секој стил и секое парче накид кое што е уникатно не носи, не може секој човек да го носи подеднакво. Различно стои на секој човек. Јас секогаш се трудам да им објаснам на клиентите што значи тоа уникат. Уникат не значи нешто невообичаено, интересничко. Кога ќе кажам уникат, мислам на едно единствено парче во светот. Таков накид јас изработувам. Тоа е тоа. Едно парче за секој поединечен клиент. Така што многу е важно како прво клиентот добро да се познава себе си, својот карактер и што всушност би сакал да изрази
кој дел од себе би сакал да го истакне, за да може да ми објасни и јас сето тоа да го доловам во едно уникатно парче накид. Сега, бидејќи остануваме на провокацијата, кој беше клиентот кој што ги порача забите вампирски или беа лично за тебе? Јас бев клиентот. Потоа имав уште еден клиент, една помлада особа, која што ми нарача уште еден пар вампирски запчиња. Првиот пар вампирски заби си ги направив сама за себе, бев инспирирана од една дизајнерка Марија Кас, која што ја следам на Инстаграм и на вистина има фантастични идеи во смисла на накид кој што е китење на многу невообичаени делови од телото и лицето. Например, истакнување на носот како форма, не како пирс или нешто што се натакнува на носот како обетка, туку целосна метална како оклоп, целосен метален оклоп за нос, за уво, оклопи за делови од прстите, целосни оклопи, како метални сребрени коронки за забите очници. И сите тие идеи многу ми се допаднаа и многу ме инспирира и се прашував како можам да ги преточам во една техника како што е филигранот. Таа работи по инаква техника, тие се лиени, кои што она ги изработува. И навистина ми беше предизвик, значи накид од тој тип да можам да го преведам на филигрански јазик. И ете тоа излезе така на таков начин како една, јас ја велам, ја викам обетка манжетна, која што се натакнува на усната, без нели потреба да се пирса, и стои натакната во облик на snake bites, ги викаат нели тие, со друго име, каснатини, змиски каснатини. Асоциација на вампирски запчиња. И така, бидејќи ова и многу работи кои што се уметнички израз, дел од публиката, особено нашиот простор, нашиот менталитет, ги поистоветува со уметникот. Најтипичен пример е Марина Абрамович, каде што сите велат дека тоа што го прави таа не е сценска уметност, туку е сатанистички ритуали. Ајде да поразговараме малку за уметникот и уметноста и зошто некои луѓе имаат проблем да ги раздвојат тие две работи и дека тоа што значи уметничко дело не значи промоција на идеи, не значи не знам идеологија, култ и така натаму. Тоа е една многу длабока тема и длабок проблем на македонскиот менталитет, со кој што секојдневно можеби и неприметно се соочуваме и трпиме последици од тоа. Потребата да се вкалапат луѓе за секое нивно трепнување е застрашувачка и моментално наликува на лов на вештерки, искрено. Многу е страшно потребата да се етикетира некој за секое негово поединечно мислење, став, естетика, буквално за секое трепнување, мрднување со влакно од косата и така натаму. Не ја разбирам таа потреба за етикетирање, било да е тоа од полето на естетиката, од полето на политиката, од полето на религијата, од полето на спортот, од било кое поле. Таа ментална ограниченост и потреба да се ствараат предрасуди не ми асоцира на ништо друго освен на еден неисполнет живот и не сакање да се погледне во себе и во своите недостатоци, кои што сите си ги носиме. Значи, тоа етикетирање мене
ми има асоцијација на несакање да се работи на себе и на својата сенка, да речеме. Значи, Сенка несакање во југовска смисла? по јунговска смисла, да. Несакање да си се види сопствената темна страна, едноставно една комплетна мрзливост и потреба за проекција и пренасочување, фрлање, како да кажам, мувата од мојата капа да си ја фрлам на нечија туѓа капа. Или нечистотијата под тепих пикање? Тоа секако, да, тепихот веќе се преполнил, веќе се претворил во мало ритче и кај да е ќе се претвори во вулкан и ќе избие на површина. Страшно е. Во контекст на ова, значи, колективистичко општество, тоа е несомнено така. И имам чувство дека тој лов на вештерки се случува токму кога ќе се појават силни поединци, без разлика во кој сегмент се, и кога ќе го изразат своето мислење, кога ќе го кажат својот став, колективитетот, масата која што нема лице, која што нема име и презиме, почнува да вришти и напаѓа како еден вид на средновековна војска која што не можеш да го видиш генералот, ама стрелите доаѓаат од илјадници страни. Како ти го доживуваш оваа дихотомија колективистичко наспроти индивидуалноста, која што очигледно ја поседуваш? Како да кажам, тешко е да се биде индивидуалец во средина каде што се наградува бивањето ист со другите. Значи, очекувањата се тие, да не бидам вулгарна сега да кажам, множете се и рмбајте и супер, се ќе си дојде само како што треба. Како што кажав, значи, страшното е тоа што на некој начин како масата да си бара вечно некој да се грижи за нив, да им биде родител, некоја лажна сигурност дека ете јас ќе бидам послушен и ќе се откажам од себе и за тоа ете ќе бидам награден, ќе бидам на сигурно и се што и најмалку ќе се заканува да ми ја разниша таа слика за сигурност, бидејќи сигурност не постои. Тоа е само дистопија. Илузија. Илузија, да, сигурност не постои. И се што и најмалку ќе проба да ми ја разниша таа моја лажна сигурност, ќе биде, значи, спалено на клада. Било да се работи, како што рековме, значи, естетика, политика, од која и да е бранша. Сигурноста ми се чини најголемиот убиец на остварување на потенцијалите. Јас имам слушнато една поговорка која што вели дека во животот се сигурни само смртта и плаќањето даноци. И дека се друго е можност за остварување на потенцијалот. Овие две работи не требаш нешто посебно се занимаваме со нив. Еден од начините на остварување на твоите потенцијали е музиката. Во време кога македонската музика, имајќи ги позади себе прекрасните 90-ти години, кога буквално се твореше и создаваше македонска музика, кои се предизвиците сега да се биде музичар и да се создава музика во Македонија? Јас имав некоја среќа и задоволство да бидам поканета на музичка соработка со Александар Ристовски принц, кој што, нели, многу добро знаеме кој е и што е, навистина иновативен,
ненадмашно иновативен музичар, кој што сака да истражува, кој што не се ограничува жанровски, сака да си игра, сака да експериментира и ете, видел, односно чул во мојот вокал нешто што му се допаѓа и со кое што може да работи и да си игра. И ете, јас снимивме песната Фосил, која што за сега вака добро поминува, јас сум задоволна, изненадена, пресреќна сум. Песната е во некој индастријал манир, значи се познава едно така хеви влијание, да речеме металско влијание, кое што мене ми е многу добро познато и кое што го живеам од своји 14 години. Zumrenio vid, vecchia si fosse o duboko dove podzemlja si. Izumrenio vid, vecchia si fosse o nami ripasa milion godini. Тоа е мојата основа, тоа е музиката со која што пораснав. И тој начин на музичко изразување ми е многу драг и многу близок до мојот карактер. И му благодарам на Принц што тој изразен потенцијал го знаеше како да го насочи и да го употреби за да го создадеме ете тоа едно дело, една песна која што има така потежок звук, меѓутоа многу нов и многу иновативен. И секако се надевам дека ќе достигне што повеќе слушатели и се надевам дека ќе им се допадне. Значи ми се допаѓа и во музиката, и во сликарството, и во дизајнот, значи сакам да соработувам со луѓе кои што сакаат да си играат и не заборавиле да си играат. Посебен мерак е тоа. Се познава во било чија работа. Било да е тоа местење цигли, било да е тоа, не знам, готвење, значи во најобични работи меракот се препознава. Кога е нешто направено со цела душа, со цело битие. Така што задоволство ми е да соработувам со такви луѓе. И се губаво спомна дека имаш heavy metal инспирации, дека тоа ти е музичката подлога на која што го градиш твојот вкус. Јас морам да бидам провокативен, тука се сеќавам во времето на една мината влада, многу често сакаат да се пикаат во животот на обичните луѓе, па дава инструкции како да се хранат луѓето, како да се однесуваат во одредени ситуации и имаше укажување нели на кои феномени предизвикуваат навлекување на наркоманија на дрога. И тука беше наведена слушањето на heavy metal музиката. Иако никој не отишол... Со книжулето како прирачник што го имавме, помаранчесто книжуле, тоа. Тоа. Иако никој не отишол на терен да види дека музиката која што создава најмногу насилство, пороци и лоши чувства е всушност турбофолкот. Се разбира, така е. Сите знаеме како помина концертот на Аца Лукас пред некоја година кај нас, што беше во... Не знам како поминал, имаше насилство? Не знам дали насилство, меѓутоа сликата беше доста интересна после концертот. Што се беше пронајдено тамо. Не знам, тој тип на предрасуди просто не ми се верува дека се уште постои. Малку е така примитивно тоа размислување. Исто, впрочем, како и за филмовите на Тарантино, што се смета дека, не знам, има некои примитивни умови кои што сметаат дека насилството кое што е прикажано, кое што го восприемаме преку сетилото за вид, дека ние ќе го пренесеме. Не, тоа е само катарза. Значи, металците, како една неверојатно верна публика, се толку срдечни
како да кажам, тоа е најсрдечната база на фанови за било која музика која што постои во светот. Металците се страшно сплотена публика и се помагаат меѓусебно. Знаеме ние, нели, си имаме, да речеме, некој како кодекс на облекување, па и дури има и, како да кажам, мемс околу тоа, кога во било која држава ќе сретнеш некој што ја носи маицата од твојот омилен бенд, ти си инстант негов пријател, готово, тука пријателството тече, позитивна енергија, насмевки и сето тоа, нели? Така што катарзата да се поистоветува со насилство, тоа е многу жално, многу трагично. Секој вид на музика е еден вид на излезен канал. Значи, секој квалитетен тип на музика е енергетски излезен канал. Значи, канализирање на енергија и на креаторот на музиката, и на самата публика, која што истовремено и восприема канализирана емоција, и исто така ја доживува и ја, како да кажам, ја трансмитира истата енергија. Така што примитивно во секој случај и жално, ограничено е тоа. Да се смета дека, не знам, постои некој насилен тип на музика. Значи, единствениот насилен тип на музика е музиката која што е креирана единствено за, условно кажано, правење пари. Тоа е насилно. Мене ми се чини што е автентично не. Мене се чини дека единствена насилна музика е она која што со слушање на пола песна после 2 дена не може да ти излезе од глава. Затоа што буквално се налепува на мозочните виоги и ни излегува како некоја дамка од нешто што не може да се измие. Така, тоа е веќе бизнис. Што би рекле Суперхикс, баш пред некој ден ја слушнав таа песна која што е 25 години, кој знае колку години е стара веќе песната. Песни глупави тешко се пишуваат. Да, некаде почетокот на 2000-та година, ако не беше 99-та, 2000-та, да се сеќавам. И навистина тешко се пишуваат, затоа што се со предумисла на печалење. Тоа е единствената нивна кауза и причина за постоење. И сега, да не биде критикување постојано на се, пред известно време гледав една изјава на покојниот Горан Стефановски, кој што вели претеравме со естетскиот момент на враќање кон минатото. Се е некако на враќање кон минатото, да вика, вклучително и моите драми се само некаде за некое диво месо, за нешто што се случило во минатото, како постојано да имаме потреба да го преживуваме тоа тешко минато. Зошто имаме потешкотија во уметничкиот израз да создаваме модерно творештво, значи творештво кое што се занимава со проблемите на денешницата, со маките и тегобите на модерниот човек, а ги има. Многу сме ригидни. Многу сме ригидни. Значи, колективно зборувам. Се што е различно, многу тешко се прифаќа. Без разлика дали е ново или е веќе застарено дури како идеја во светот. Ама затоа што е различно од тоа што сме навикнати овде, да си го вергламе и да си го вергламе, наидува на толкав отпор априори, што е буквално борба со ветерници. Овде секоја една идеја што е, како да кажам, изворна на индивидуалецот, изворна. Значи не мора да е нова, не мора да е, доволно е само да е автентична. Веднаш наидува на отпор. Почнувајќи од дома, од родители, роднини, тука обично почнува. И најчесто, мислам, трагично е, меѓутоа многу често е тука и да сгасне на самиот старт, заради немање доволна поддршка.
тој скептицизам што овде е основно изразно средство кај нас македонците, е толку тешко да се скрши, што просто е една сизифовска мисија. Mission impossible. Меѓутоа, нема откажување. Тоа е тоа. Без разлика на отпорот, без разлика на вртењето глави и игнорирањето, тоа исто така е многу интересен феномен. Кога нешто не им одговара, им звучи, им изгледа сумнително, мајстори се македонците да си свртат глава и да се надеваат дека што поскоро ќе исчезне или ќе замре, како идеја, како движење, како естетика, што и да е. Така што без разлика на сите отпори, без разлика на игнорирањето, барем јас можам да кажам дека ќе си ја терам својата потреба за автентичност, па дај Боже тој менталитет да смекне барем, ако не се промени целосно од корен, меѓутоа чекор по чекор. Навистина е борба со ветеринци. Се каков е моментот да се биде јавна личност? Јас во мојата скромност, во моите правење на подкасти малку го искусувам тоа и морам да бидам искрен дека ми е како еден крст на грбот што го носам, некако многу тешко се снаоѓам во тоа препознавање, бивање некој од кој што се чека, не знам, дежурна мудрост или било што, или кога ќе се кажат некои идеи, ако тие идеи се неприфатливи на инквизиторското, на мнозинството, како се снаоѓаш со тој товар на бивањето јавна личност? Па не знам дали се перцепирам себе си како јавна личност. Се фокусирам на тоа кое што сакам да го изразам. Другото и не ми е толку битно. Значи, најбитно ми е да си го кажам тоа што ми лежи на душата. Затоа што сите работи кои што ги правам се потреба. Потреба од канализирање на енергија, буквално се како издувен вентил за мене. Затоа што се мој начин на размислување, начин на функционирање. И едноставно ми е битно да си го искажам тоа што го имам. Како тоа ќе биде прифатено, навистина е непредвидливо, некогаш е разочарувачки, често пати е разочарувачки, и затоа повеќе се фокусирам на идејата, условно кажано порака, иако не сакам да звучи оноа класично што сакаше уметникот да порача. Меѓутоа би го гледала како средство за себе изразување. На тоа се фокусирам. Било да се работи за медиум сликарство или дизајн или музика или тајчи чуан, независно од изразното средство, битно е да си ја искажам идејата и содржината и она што го чувствувам во моментот. Тоа е главната моја потреба. Реакциите, тоа е надвор од мојата контрола, навистина не би знаела што би дочекала. Так. Секој пат е различно и ново. Има една прекрасна приказна која што ти ми ја раскажа за една градба во родното место на таткото од каде што потекнувате, каде што имало цел еден сплет на околности. Ако треба да ја дефинираме, била некаква еколошка приказна, но јас мислам дека е многу повеќе од тоа, значи вреди да се раскаже овде, па те молам, раскажи ни го моментот што се случувало конкретно во Дебарца, еколошки закана за средината и како се имаат одвивано настаните. Така, па на Дебарца за малку ќе се случеше она што сега прети да му се случи и на Кожув. Значи, тоа беше не со изградба на рудници или пак хидроцентрали, меѓутоа беше со закана за
изградба на регионална депонија во атарот на село Годивје, каде што освен што е голем дел тука од сливното подрачје на Охридското езеро и со таа изградба на депонија не само што ќе се загадеше целото Охридско езеро и целиот тој еколошки крај, недопрен крај тука, и ќе им се загрозеше живеачката на огромен број на луѓе, илјадници луѓе кои што живеат од берење чаеви и берење печурки, ќе се случеше и археолошка катастрофа, затоа што тој дел тука има буквално непресушен извор на археолошки наоѓалишта, што од периодот на неолитот, што од ранохристијанскиот период. Значи, беше направено цело едно истражување од Василка Димитровска на таа тема. Значи, на местото каде што сакаа да ја изградат депонијата, таму имало манастир Свети Вартоломеј од 12 или 13 век. Така нешто, ако не се лажам. Сум ги видела остатоците од манастирот. Значи, тоа ќе беше трагедија за комплетно за не само за западниот дел на Македонија, комплетно за нашата историја. Ќе беше трагичен тој крај, ако се случеше. И така што тогаш се формира еден одбор во кој што нели член беше и мојот покоен татко, доктор Бошко Ставревски, еве ќе го спомнам. Идејата беше да се спаси крајот од еколошка и археолошка катастрофа. Тогаш единствен начин да се направи тој спас беше да се возобнови тој храм Свети Вартоломеј, кој што инаку е единствен храм моментално, единствена црква која што го носи името на овој светец, Свети Вартоломеј, во цела Македонија. Значи, храмот беше осветен 2020 година. Ктитор на храмот беше мојот татко. И непосредно после тоа, после осветувањето, значи година дена после тоа, тој почина од она чума која што му се случи на светот. Зборуваме за ковид, така? Да, ковидот, да. Сега, значи, имаше, како да кажам, немили... Епизода? Да, едни немили настани поврзани со тоа. Мислам, секако беше немил настан, секако беше семена трагедија, прераното заминување на татко ми. И уште одозгора, значи, имав, како да кажам, една непријатност институционална, поврзана со лица од црквата. Значи, истите тие свештени лица кои што предходната година го осветува храмот, изграден од татко ми, дојдоа на неговиот погреб и наплатија, нели? Ќе кажат луѓето, имаше расправи околу тоа кај мене на мојот личен Facebook профил, затоа што јас ги искритикував. Не се работи за тоа, па ти сега, за 2500 денари сега. Си немала, ако си немала, требало да кажеш. Се работи за гест на почитување. Односно, гест на непочитување во случајов. Знаете, кога моето семејство толку вложило и толку жртва дало за изградба на еден таков свет објект, за спасување на цел крај, на илјадници луѓе, на како да кажам, цел екосистем. И сега некој ти доаѓа и буквално ти вика беше што беше. Сега
вртиме нов лист, го бришеме ова што беше направено до сега, сега си, како да кажам, немаш значење, никој и ништо си, тоа е тоа. Татко ти веќе не постои и тој е никој и ништо. Тоа е. Тарифата ни е таа во ред, супер. Супер. Значи, во ред ќе си платам. Меѓутоа, немањето почит, барем да се одважат да кажат, не треба. Од почит не треба. Од жал за човеков и почит што го спаси крајов, не ти наплаќаме. Како мал гест на благодарност. Ме здоболе таа неблагодарност на институционално ниво. Еве ќе споредаме на работа кога одиме во ресторан кај познати луѓе, што не познаваат и кога велат ова е од мене, тие секако треба да се правдаат за тоа пред нивните работодавци, како се правдаат, вадат пари од джеб. Ако имало почит, можело да се случи истото. Истиот тој галантен однос. Така, значи, гестот мене ми даде впечаток на неблагодарност. Тоа најмногу ме здоболе. Го бришеме ова до сега, што беше направено од татко ти и твоето семејство, не е важно. Сега ќе си платиш тарифа. Секако ќе си ја платам тарифата. Меѓутоа, убаво ќе ми дојдеше да чуев многу сте направиле, не треба да ја плакате оваа тарифа. Ќе дадеме, што викаш, ќе дадеме пари од джеп. Значи, дупло ќе им платев. Воопшто не се работи за материјалноста тука. Се работи за почита и недостатокот на благодарност, како што кажам. Има една порака што несвесно пробуваат да ја пренесат како бесконечно треба да даваш и само да даваш. Ти си непресушен извор кој дава и само дава, а ние само треба да примаме. Тоа е нашата сврха. Не! Вашата сврха е да возвратите кога треба да возвратите. Се чувствува. Нема баланс помеѓу давање и примање. Нема баланс. Или би рекол јас духовна грижа за народот, за верниците, а секогаш кога изразот на најматеријалното нешто, тоа се парите, ќе се стави во прв план, нема никаква духовност тука. Така е, апсолутно. Бизнис, што вели најдобриот пријател на татко ми, Гоце Крстевски, кој што од Битола, кој што го изработи иконостасот, тој вели, татко ти им направи дуќан. И буквално така и се однесуваат, како тоа да е нивниот дуќан за работа. Што до одредена мера е така, меѓутоа има повисока цел сето тоа. Што, како да кажам, најмалку што можат да направат е да изразат понизност и благодарност во еден таков момент на семена длабока тага. Така, бевме сведоци периодов, значи, на многу несреќи во Македонија и јас многу пати велам, кога доаѓаат таквите несреќи, потребно е да се тргнат сите работи настрана и да се даде утеха на луѓето што тагуваат, тие што останале. Така е. Ако промашиме во тоа, мислам дека се е залудно. Да. Имаше еден обид таков, нели, во оваа трагедија што се случи во Кочани. Ете, не би го именувала, не ни знам да го именувам, свештеното лице што проба да ги смири, меѓутоа проба да ги смири, нели, толпата на ужалени родители. Тоа беше навистина потресно за гледање. Так. Меѓутоа забележав во односот кај ова свештено лице една бариера. Јас сум едно, вие сте друго. Не. Исто сме. Значи не можеш да се поставиш со граница. Јас сум намесникот, вие сте цивилите,
условно кажано. И јас сега вас ќе ве просветлам. Таа бариера, јас сум едно, вие сте друго, и надменоста е доста присутна во овие, како да ги наречам, односи институционално религиозни. Така. И тоа мислам дека е навистина неискрено, човечки неискрено, без разлика на тоа какво е институционалното значење на тоа однесување, дали е оправдано, дали си има своја, како да кажам, свој правилник, своја тарифа или што и да е. Не достига човечка димензија по тие односи. Тоа е основно е да го има, основно е. Во било која професија, а поготово во нешто што е поврзано со духовноста. Така. Нешто што исто така е поврзано со духовноста, со е малку поразличен вид на духовноста, го начинавме преска, тоа е уметноста на војување, преточење во вештината за која што ти си инструктор, Тај Чи Чуан, па малку повеќе за тоа, значи една малце по оптимистична и ведра тема. Така. Кај Тај Чи Чуанот мене ме привлече пред се естетиката. Значи, така и почнав да тренирам. Барав начин да добијам телесна самосвесност и верба во себе, да си ја вратам телесната сила. И знам дека, предходно тогаш бев на факултет, негде 3-та година или 4-та, и буквално ми текна дека на некои филмови има гледано дека постои една вештина која што велелепно изгледа, која што подсетува и на борба, и на гимнастика, и на уметничко лизгање во исто време. И побарав на интернет, чекај, Тај Чи Чуан се викаше, разгледав видеа и се пријатно се изненадив што постои и кај нас како вештина која што може да се изучува. Значи, буквално прво се заљубив во естетиката на Тај Чи Чуанот. И потоа, кога почнав да вежбам, значи ги почувствував и благодетите што ги носи таа вештина. Буквално враќа на себе. Те враќа во центарот. Имам чувство како да не сум истата јас пред тренинг и по тренинг. Далеку поцентрирано се чувствувам по тренинг, поинаку размислувам, потрезвено размислувам, буквално поприсутна и посвесна сум, поприсутна во сопственото тело и присутна во овде и сега, што велиме. Така што со повторувањето, со упорноста и дисциплината во вежбањето, се полесно и полесно, значи ја постигнуваме таа состојба на присутност по овде и сега, што е неверојатно, непроценливо важна. А многу луѓе не знаат ни дека постои такво нешто што се вика телесна самосвесност и што те држи присутен и трезвен тука. Во контекст на ова и во контекст на што го кажавме предходно, твоето изненадување дека Тај Чи Чуан постои, моето чувство е дека во Македонија постојат редица, безброј позитивни работи. Дали се тоа спортски клубови, дали се тоа луѓе кои што се креативни, уметнички издруженија и така натаму. Но имам чувство како да се наоѓаат тука некаде долу, а над нив е тој шум на дневно-политичките настани, дневно-политичката нервоза, бомбардирањето од негативни вести, бомбардирањето од реклами што треба да се купи, а обично тоа се работи кои што најмалку ни требаат. Како ја гледаш таа
како да кажем, тој шум, дали е тоа визуелен или акустичен или било каков друг, и како да се игнорира тој шум. Предпоставувам дека една ваква вештина и помага и во тоа. Така. Имам забележано дека на нашиот народ му е слаба точка озборувањето и како да кажам, ние велиме фаќање сеир. Аха. Сеирот е нешто неодоливо за луѓето овде. Неодоливо. Сега, значи, овде успева да се пробие тој што знае како да го искористи овој момент на слабост кај мнозинството, зборуваме. Од било која фела, најчесто е од политичката. Значи, многу добро некој многу добро го познава нашиот менталитет и што се може овде да пројде. Значи, тој озборувачки менталитет и тој менталитет на сеирџиство е на Ахилова пета овде и едноставно е, како да кажам, плодна почва за манипулација во поглед на каде ќе се насочи поголемиот дел од вниманието на јавноста. И сега колку место останува за нас кои што не се возиме на тој бран на манипулирање на овој наш сеирџиски менталитет овде, па не е некој голем простор. Не е голем простор. Навидум имаме слободни медиуми, социјални медиуми од различен тип. Меѓутоа и таму треба човек да пушти рогови, буквално, за да се избори за своето место под сонцето или своето место во етерот, како да кажеме. Тешко е, навистина. Тешко е да се задржи вниманието, да се привлече прво вниманието со нешто што е, како да кажам, искрено, автентично, креативно, без задна намера за манипулација и, нели, како да кажам, безмилосно уновчување. Да. Тоа што се продава. Тешко е, напорно е, бара конзистентност, бара инает бара, и едноставно нема предавање, како што реков. Затоа го кажав онаа преска дека не ми е примарно тоа јавноста што ќе каже, не ми е примарен фидбекот, туку ми е примарна идејата што сакам да ја остварам. Инает. Так. Тоа е многу битен квалитет, што мислам дека мора креативен човек да го поседува. Една работа која што е нужно зло, а тоа е човекот нешто мора да живее. Што значи сите мораме да заработуваме на еден или на друг начин. Мојата дилема во овој момент е, имаме општество во кое што се функционира како во правобитна акумулација на капитал, значи безмилосен капитализам, каде што имаме ултра богати луѓе, значи тие така наречени олигарси. Тоа се луѓе кои што имаат безмилосно многу капитал. А ние живееме во држава која што има многу ниски даноци поврзани со таквиот тежок капитал. Значи, едно од државите со пониските, и тоа имаме рамен данок, што значи колку и да расте тој капитал, даноците стануваат процентуално исти. Така. И мојата дилема е зошто менталитетот на политичарите, нема да кажам политичарите затоа што тие се веќе купени,
Но зошто менталитетот на народот не се сврти кон тоа да рече овие луѓе треба да бидат одбраничени, а од друга страна ентузијастички се гледа на овие апсурдни идеи за одбраничување на луѓе кои што немаат регулиран брачен статус? Така. Повторно се навраќаме на она тешко прифаќање и скептицизам на нешто што е навидум ново, непроверено, тој скептицизам на не знаеме точно што вреди, веројатно и не знаеме што точно вреди. Затоа што за да знаеш што точно вреди, треба да тргнеш од сопствениот систем на вредности. Да си направи секој сопствена ревизија на системот на вредности. Што е вредно, што не е вредно. Значи, секој треба да си раскопа по сопствената автентичност. Нешто што овде најчесто на луѓето им паѓа многу тешко, дури и невозможно. Губење време, одење на психотерапија, тоа е за луди луѓе, единствено владиката попот и не знам кој хиерархиски може да ти каже што да направиш за да се чувствуваш подобро во сопствената кожа. Мислам дека тоа е изворот на ова сушност како да сакаме да несвесно да наштетиме на тие што сакаат да направат нешто независно. Да не се дел од таа сива маса. Значи, несвесно, окей, јас не сум стигнал до вамо, нема ни ти. Системот на вредности е, како да кажам, занемарен овде. Занемарен е како нешто што треба да се бара по себе. Значи, тоа не се прифаќа. Океј, нешто ќе прифатиш, нешто е наследно, меѓутоа да си го носиш меѓугенерацијскиот товар, што се пренесува како траума од генерација на генерација и да ги правиш постојано истите грешки, да ги рециклираш истите проблеми одново и одново, тоа е всушност главниот двигател на тоа што Преска го кажа дека не можеме да стигнеме до новото, туку живееме заробени во минатото. Си ги носиме истите проблеми од генерација во генерација. Без ревизија, без да кажеме стоп, доста е, тука престанува ова. Како токсичен циклус. Так. Некој мора да го прекине тој циклус, а за да го прекине мора свесно да гледа на тоа што било до сега правено. Свесно да гледа, критички да гледа. Само критично на прво место, а потоа и со свесност за околината. Така, јас се надевам дека ова што го кажа оди во духот на овој канал кој што јас се обидувам, значи да дадам простори на идеи на луѓе кои што до сега не биле по повеќето подкасти, по повеќето медиуми, да многу ми издамеруваат за промовирањето на позитивни вредности, сметајќи ги дека се здодевни, ама јас сметам дека правам работи и промовирам идеи кои што се поголеми од мене и од мојата скромна моќ или од скромната гледаност што имам, и мислам дека тестот на времето ќе каже што е што. Би сакал сега да те прашам во духот на ова, што е приоритетно за тебе или кој, да речеме, естетски израз моментално во овој момент те преокупира најмногу од сиве ове до сега искажани? Дизајнот секогаш, како да кажам, е дел од мене. Од секогаш, например, ме привлекувале камењата како материјал. И секогаш тие ми се главната инспирација, некако се наметнуваат, било да се работи за ликовно творештво, било да се работи за дизајнерско творештво. Значи, таа пред се не само естетика, тоа е своеврсна енергија која што секој камен ја носи со себе.
различна е по квалитет. Значи и преку формата, и преку бојата, преку прозирноста, сите тие како да кажам, својства на поседните врсти камења, што ги носат со себе, ми носат посебен вид на инспирација. Вибрацијата од самиот камен, значи ми прави, како да кажам, ме инспирира на своеврстен начин. Така што ете, тоа е една константа на која што би се навратила дури од најраното детство. Тоа ми се првите спомени, значи собирањето на различни камења. Од секогаш каменот како материјал ми давал посебен вид на инспирација и имам некоја посебна поврзаност со тоа. И буквално луѓето ме знаат дека каде и да одам собирам кеси камења со себе. И дури кога ќе отидат пријатели некаде на одмор по државиве, секогаш ми носат по една кеса камења, еве повели, знаеме дека собираш, знаат дека имам некој посебен култ кон каменот како материјал, како материја со душа. Така што ете тоа би го нагласила како една инспирација за моето творештво. Инаку интересот ми се менува. Така што ќе видиме што ќе биде следно, не знам ни јас. Так, мала реклама, кај би можеле да ти сконтактираат луѓето кои што сакаат уникатен дизајн од тебе, како што нагласивме, значи оригинални парчиња, единствени и неповторливи, изработени од тебе. Така. Значи ги имам сите социјални мрежи, можат на Facebook да ме најдат, можат на Instagram, на TikTok, Dimension Elf. Нека вкуцаат, ќе ме најдат, ќе ме препознаат. Ќе ставиме линк за да го препознаат уште полесно. Так. Да, благодарам. Така, Елена, ти благодарам за овој убав муабет. Се надевам дека нема да биде последен. И јас се надевам, ми беше пријатно и драго ми е што ете ги шириш темите во различни полиња на действување. Значи еве ја опфативме малку и уметноста, применетата уметност, исто така чепнавме други различни теми. Се надевам дека нема да ме сватат погрешно, а и да ме сватат погрешно, да сме живи и здрави. Так. И благодарам многу. Поздрав. Поздрав.